дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видеоизбор, ви го презентираме и светот на Македонија. Наместо демократија и отвореност, надворешни и внатрешни непријатели. Наместо визија и развој, тие им се само пароли за да си го оправдаат владењето. И тоа се во името на народот и за народот. Ова според некои експерти е лицето на така наречената изборна диктатура, чии главни експоненти се Русија, Турција и Унгарија. Три работи се клучни за авторитарно владење: пари, пропаганда и репресија. Најпрвен се почнува со фрлање многу пари на елитите и поширокиот слој граѓани, како и со мала доза на пропаганда и малку заплашување. Но како снемува пари, равенката се менува. Ова според експертите е правилото со кое владеат диктаторите. Најдобар пример за тоа е денешна Русија, каде што деновиве кулминираше со убиството на опозицијскиот лидер Борис Немцов, кој своевремено повеќе се спомнуваше како наследник на тогашниот председател Борис Елцин од актуелниот Владимир Путин, кој веќе 15 години владее со Русија, менувајќи ги сите неопходни закони и употребувајќи ги сите можни средства за тоа. Аналитичарите велат дека без оглед на тоа кој стои зад убиството, на Путин тоа му е добро дојдено, не само за да ги заплаши оние во опозицијата, туку и олигарсите и другите од неговото обкружување. Оние лојалните на Путин сега веруваат дека тие мора да се борат да го задржат на власт, за да не бидат цел на реваншизам ако тој падне од власт. Истиот начин на владење во изминатава деценија, според посматрачите, спроведувал и сегашниот турски председател Реджеп Тајип Ердоган, кој како и неговиот руски колега го искористи целиот државен апарат да добие изборен легитимитет и своите потези да ги оправдува со волјата на народот. Турската опозиција тоа го нарече изборна диктатура. Врв на ваквото овладење, според посматрачите, беа неколкуте тепачки меѓу пратениците од опозицијската Републиканска народна партија и на владеачката партија на Ердоган за законот за поголеми овластувања на полицијата. Овој закон е крај на поделбата на власт. Администрацијата ќе има и судска моќ, вели Метин Фейзиоглу, лидер на Турската асоциација БАР и еден од главните критичари на владата. Но тоа не го мисли председателот Ердоган. Ваша должност е да носите закони, а не да ги блокирате. На ваков или онаков начин овој закон ќе мора да го изгласате, им порача тој на опозицијските пратеници кои се жалат дека со законот Турција станува полициска држава и се оддалечува од Европската унија. Кажете ми еден член од законот што е во спротивно со европските стандарди, изјави премиерот Ахмед Давутоглу за време на неговата неодамнешна посета на Унгарија, земја чиј премиер Виктор Орбан е под постојани критики на Брисел за неговиот авторитарен стил на владење, за демонтирање на демократијата, но и за неговата поддршка на Москва. Своевремено жесток антикомунист Орбан го омекна ставот спрема Путин по неговиот избор во 2010 година. Двајцата сега делат слични политички погледи. Например, додека на русите им е наметнато владење кој некои го нарекуваат менаџирана демократија, ултра-конзервативниот унгарски премиер Орбан сам своето владење го нарече нелиберална демократија, односно условна демократија во која владата одредува колку демократија би требало да има општеството. Унгарија за волја на вистината е повоздржана од Русија во сузбивањето на медиумите и граѓанските организации, но и таму за честија полициските упади и истраги против оние што не се согласуваат со политиката на Орбан. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во земјите каде што граѓаните осиромашуваат, расте авторитарната власт, а токму тоа и се случува на Македонија, вели универзитетскиот професор Арсим Синани. При тоа тој објаснува дека власта почнува да ја губи контролата во моментот кога почнува да ги контролира институциите и медиумите. Со него разговара Марија Митевска. Господин Синани, Македонија е хибриден режим, оценува Freedom House. Колку во земјата власта под превезот за доброто на народот и општеството спроведува недемократски принципи. Секој ден во Македонија луѓето се осиромаштуваат. И што повеќе луѓето се осиромаштуваат, толку повеќе ова хибридна или да кажеме овој авторитаризам прераснува како еден човек кој преку години
топи килограми и сега ова власт секој ден мислам дека повеќе и повеќе добива авторитаризам, а луѓето се осиромаштуваат. Јас се согласувам со Freedom House, ситуацијата е и победна од тоа што го вели Freedom House. На кои начини власта владее авторитативно? Во сите аспекти, од моментот кога една власт, ние имаме една голема афера, од типот Watergate, македонски Watergate, кога не се знае кои граѓани се прислушкувани, зашто се прислушкувани. Власта го губи контролата во моментот кога сака да ги контролира институциите, во моментот кога ги контролира медиумите, во моментот кога ги контролира луѓето кои треба да бидат во работа. Тоа оди све преку партијата и мислам дека имаме две партии, две столбови кои сакаат да контролираат се во Македонија и во тој момент веќе немаме демократија. И јас мислам дека ситуацијата е многу драматична, би рекол. Како граѓаните да препознаат дека всушност мерките на власта не се демократски? Во моментот кога се осиромаштуваат граѓаните, многу полесно е да тие граѓани можете да ги контролирате. И мислам дека тоа се препознава во моментот кога во медиуми имаме исти вести, имаме исти луѓе, имаме значи некаква контрола во која во суштина го контролира јавното мислење, го контролира демократија. Мислам дека тоа се препознава и ние гледаме дека секој ден имаме разновидни проблеми и тие проблеми не се решаваат и секој ден само ние се осиромаштуваме и демократијата во овој смисол би рекол се осиромаштува. Која е опасноста за Македонија доколку и натаму се движи во правецот партијата помоќна од државата? Македонија нема од што да се плаши. Моје мислење е дека Македонија ќе има нова власт во скоро време, граѓаните го разбрале тоа, меѓутоа тоа треба да се реши на кој начин. Односите албанско-македонски се многу битни и се јасен фактор за стабилноста на Македонија и мислам дека новата генерација на интелектуалци и албанци и македонци тоа го сватиле. Треба да им се дава шанса на ова генерација и мислам дека нема што да се плашиме дека утре нешто ќе се деси. Тоа што може да му се деси на Македонија, тоа е најдоброто промена. Промените се добри за демократијата и мислам дека Македонија не треба да се плаши од промените кои треба да доаѓаат и време е да доаѓаат. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентиравме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.